Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Глас на надежта и на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежта од Квадарци. Ја започнуваме нашата утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве не и денеска повторно заедно, 18 октомври 2023 година. И оваа емисија ќе ја започнеме со неколку мудри мисли или мисли на денот. Првата е: никогаш не ги пренатрупувајте своите денови или ноќи со банални нешта кои нема да ви значат по еден месец. Навистина, понекогаш толку се натрупуваме, толку сме напрегнати, мислејќи како ќе биде, што ќе биде, а можеби од тоа нема ништо да биде, односно тие наши предпоставки. И втората мисла е: добрите мисли и постапки никогаш не даваат лоши резултати. Лошите мисли и постапки никогаш не можат да дадат добри резултати. Всушност, денеска утро, почитувани гледачи, на почетокот од оваа емисија би малку размислувале за малодушноста. Дали ви се случило понекогаш да станете од кревет и денот ви е така тежок, не ви се ништо работи, некако имате некој притисок во душата и ни самите не знаете од каде ви е тоа? Тоа е во телесниот, во физичкиот живот, но такво нешто се случува понекогаш и во нашиот духовен живот. Дали некогаш некоја духовна инверзија се надвила на твоето чекорење со Господа? Сигурно знаете зашто зборувам. Значи, понекогаш не ви се ни чита, може не сакате ниту да се помолите. За оние сиви денови кога чувствуваме дека христијанската трка што ја трчиме станала како монотоно газење низ магла. Значи, едноставно, чекорите духовни ви се така тешки и, може да кажам, монотони. Ништо не изгледа добро. Ја читате Библијата на ист начин како и од секогаш сте ја читале, но ви се чини дека зборовите ништо не ви кажуваат и во нив не наоѓате никаква утеха или некоја радост. Вашиот, можеби, молитвен живот станува празна навика, безживотна, здодевна и напорна. Оние христијански доблести, како на пример љубовта, трпеливоста, чистотата и преданоста, ви се чинат непривлечни. Вашата совест станува нечувствителна и тапа, а сепак еден темно глас во вас писка и сака да ја разбуди вашата совест. Таквиот период на духовна суша може да предизвика натрупување во душата на еден така наречен внатрешен немир. Вие како да се измачувате себе си со прашањето: зошто не можам да го сакам Бога на истиот начин на кој треба да го сакам? Зошто не можам да го сакам колку што го сакав во минатото? И вие се наоѓате во една малодушност, не знаете како да излезете од неја. Многу пати можеби сте се почувствувале така. Духовните недоразбирања се фрустрирачки затоа што тие можат да надојдат кога се изгледа релативно мирно. Но како да ги надминеме, се поставува прашање, како да ги надминеме тие мигови на духовна потиштеност и монотонија и повторно едноставно да се загрееме, што би се рекло, за Господа? Како нашата вера да не биде млака, туку да биде огнена? Еве еден краток пример во кој верувам ќе изречеме одговор на овие прашања кои пред малку ги поставив. Кога еден фратар, значи католички фратер, го запрашал својот духовен брат Гил од Асисија што треба да стори кога ќе почувствува пустош и празнина во својот духовен живот или празнина за време на молитвата, еве што тој одговорил:
raboti verno i posveteno, zašto Božja milost ne ti dava vo jedno vreme ono što može da ti go dade vo neko drugo vreme. I to što toj ne ti go dava vo jedan den, ili jedna sedmica, ili jedan mesec, ili jedna godina, to i može da ti go dade vo drug den, vo druga sedmica, vo drug mesec ili godina. Potpri se na tvoja ta rabota na Boga i raboti cvrsto za Boga i Bog ki ti ja podari svoja ta milost koga toj ke posaka. Rabotnikot vo metalskata rabotilnica pravi nož na toj način što poveke pati ke go udri železato vo koje go pravi nožot, pred nožot da bide napraven. Разбирате пораката, значи ковачот удира во тоа железо кој зна колку пати, да на крајот излезе нож. Значи мора да има многу ударци. Чувствата доаѓаат и заминуваат. Заморот, стресот, хормоните, времето, исхраната, сето тоа влие на нашето расположение. Чувството на пустош или духовна безвредност не значи дека Бог не заборавил и дека сме го изгубиле спасението. Поправите ги факторите, како што се одмор и исхрана, колку што е тоа можно, а потоа дојдете кај Бога во молитва. Тоа е акт на вера, а верниците чекорат со вера, а не со чувствата. Чувствата доаѓаат и заминуваат. Ние не смеме, почитувани гледачи, да се подпираме само на нашите чувства. Чувствата ќе надоаѓаат. Во меѓувреме останете свесни дека Бог е близу, дека не ве остава, нито ве напушта. Тој е тука не да ве кутне, туку да ве подигне и да ви помогне. И затоа еве порака до сите нас кои ќе се најдеме во една таква можеби ситуација, малодушност, не е се изгубено. На секого тоа му се случува, да се свртиме повторно кај Бога и во молитва да бареме помош, а тој ќе ни помогне секако. Бог не остава никогаш. И кога ќе се најдеме во малодушност. Само еден пример. Човек кој доживел дно, малодушност. Тоа бил Илија, оној големиот пророк кој уништил 450 валови пророци. После кога се нашол на врвот од свој духовен живот, тој паѓа ниско. Се сокрил тамо во пештера, кога Езавела го побарала неговиот живот, односно да биде убиен. Тој се уплашил и побегнал, паднал во една таква депресија и посакал дури да умре. На Господу вели, ангел дошол и му вели, Илија, што бараш тука? Стани, Бог има уште за тебе работа. И му дал ангелот храна да се подкрепи и знаеме Илија после уште какви чуда правил. Затоа, браќа и сестри, драги пријатели, драги гледачи, ако дојдеме и ние во таква ситуација, не е се изгубено. Да се свртиме кон Бога, Бог ќе ни даде нова сила да направиме нов почеток. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Ono vrijeme kad je tu na zemlji bio radosti i sreće, svoju ljubav dao je svakome, pa Isuse svoje zbog mene je lio. I na kraju život radi ljubavi dao je. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, gdje nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo.
znam da uskoro će Isus opet doći. Zapjevat će mnogi, klicati u slavu Bogu svom, i sa njime tada želio bih poći. Tamo gdje mi sprema svoj nebeski vječni dom. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam do lice njegovo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam do lice njegovo. Da zauvijek gledam do lice njegovo. Ovo продолжение, почитувани гледачи, да ги последиме сервисните информации. Еве ќе започнеме со временската прогноза. Утрово во Кавадарци малку росеше, времето навистина се промени. Па така беше и вчерашниот ден, но еве во наредните денови што ни кажува временската прогноза. Во утринските часови во Македонија, во јужните делови ќе има локален дожд, во текот на денот ќе биде променливо облачно и потопло со сончеви периоди. Во Скопје променливо облачно, попладне со повеќе сончеви периоди. Значи полека времето се промени во минатите денови. Имавме прилично студени утра. Еве денеска температурата се движеше од 3 до 10 во крајниот западен дел на Македонија. Во Скопскиот регион од 9 до 17, Куманово 7 до 15, Берово од 5 до 13, Кавадарци од 9 до 18 степени. Најтопло ќе биде во Гевгелискиот регион од 11 до 19, потоа Пелагонискиот регион од 8 до 16 и во Охридскиот регион од 8 до 16 степени. Значи, еве, времето се менува, па и влеговме секако во есен. Утре ќе биде малку потопло, еве имаме веќе затоплување, ќе имаме за 3-4 степени, сончево и потопло со мала домерена облачност, ќе дува слаб домерен ветер од југоисточен правец. Во Скопје сончево со мала домерена облачност, ќе дува слаб домерен ветер од југоисточен правец. Значи, утре дневните ќе бидат од 15 до 23 степени. Значи, повторно ќе имаме сонце, секако ќе биде променливо, но повеќе ќе има и сонце во текот на денот. Во следните 3 дена ќе имаме уште потопло време, значи еве веќе задутре од 23 до 28, така ќе биде и на 21 и на 22 октомври, значи веќе ќе имаме се уште убави денови, односно топли денови. Времето ќе биде променливо, значи ќе биде и сонце и облаци, но ќе дува заселен ветер од јужен правец и што е најважно, дневните ќе бидат повисоки температури, утринските од 8 до 16, а дневните од 23 до 28 степени. Така да искористите ги топлите денови, почитувани гледачи, за прошетка. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие велат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по влажни коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен, на грешните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од државата. Сепак Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, посебно тамо кај што патиштата поминуваат низ засици, односно клисори, бидејќи има влага доста на патиштата и да се внимава. Има, значи,
gradežne aktivnosti na nekoj delnici, no za to može da se informirate na sami odpad kada što pominuvate ili da го посетите сајтот на Автомотосојузот на Македонија. Еве тоа беа тие почетни сервис информации, значи рековме денеска е среда, 18 октомври, 291 ден во годината, сонцето изгрее во 6 часот и 46 минути, а истото ќе зајде во 17 часот и 46 минути. Воздухот во Кавадарци е добар денеска, уве зрачењето е 2, значи доста ниско, може за прошетка, воздухот е релативно чист, барем во овој дел на годината, зашто се уште нема така нагло ложење на шпоретите за затоплување. Моментално во Кавадарци 11 степени, но рековме ќе се искачи, значи до како што и треба во деновите, односно во наредните часови до 18 степени. Одиме сега да ја проследиме и утринската порака, односно утринскиот текст кој денеска го наоѓаме во Библијата, во Исаја 46 глава, 4 стих. Оној кој го одржува човечкиот род е наслов на ова утринска порака, односно утрински текст. Јас ќе останам ист до вашата старост и ќе ве подпирам до вашето побелување. Тоа го правев и ќе ве носам и натаму, ќе ви помагам, ќе ве избавувам. Угледајте се на Христовата работа. Тој постојано правил добро, ги хранел гладните и ги лечил болните. Никој кој дошол кај него, значи кај Христа, да му каже сочувство, не се разочарал. Заповедникот на небесните дворови станал тело и се настанил помеѓу нас, а неговото животно дело е пример за делото кое ние треба да го извршуваме. Неговата нежна љубов полна со милосрдие ја укорова нашата себичност и бездушност. Христос стоел на чело на човештвото, облечен во човек. Неговото однесување било исполнето со сожалување и љубов, што ни најсиромашните не се плашеле да му пристапат. Бил љубезен кон сите, а лесно му приоѓале дури и најомрзените. Одел од куќа до куќа, исцелувајќи ги болните, хранејќи ги гладните, тешејќи ги оние што тагуваат, ублажувајќи ги маките на страдалниците, говорејќи им зборови на мир на загрижените. Ги земал малите деца во преградка и ги благословувал и зборувал зборови на надеж и утеха на загрижените мајки. Со неограничена нежност и благост се среќавал со секаков вид на човечки страдања и несреќи. Не работел за себе, туку за другите. Бил спремен себе си да се понези, на себе да си ускрати некоја удобност. Не тежнел себе да се истакнува. Тој бил слуга на сите, за него храна и пиелог било да ги утеши и подржи другите, да ги ублажи тешкотиите на оние што се натажени и натоварени, со кои што секојдневно доаѓал во допир. Христос пред нас стои како пример, голем здравствен мисионер, пример за сите што треба да дојдат после него. Неговата љубов, чиста и света, ги благословал сите што доаѓале во сферата на низиното делување. Неговиот карактер бил исполнет апсолутно со совршенство, ослободен од најмала дамка на гревот. Дошол како израз на совршената Божја љубов, не да уништи, не да суди у судово, туку да ги исцелува оние кои се слаби и болни, кои се со оштетен карактер, да ги спаси луѓето од моќта на сатаната. Тој е Творец, откупител и оној што одржува човечки род. Тој на сите им го патува повикот: дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети, јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понезен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Тогаш тоа е примерот кој што треба да му го дадеме на светот. Треба да го објавуваме истото дело кое законодавниот мисионер го извршил во наша корист. Треба да ја следиме патеката на саможртвуваност која што е веќе изразена од Христа. Еве, почитувани гледачи, тоа беше ова утринска порака во овој утрински текст, оној кој го одржува човечкиот род. Навистина, Бог никош не заборава. Овде има прекрасна мисли, прекрасен совет. Вели: јас ќе ве носам и понатаму.
do vašето побилување. Се мисли на нашата коса. Гледате, од колевка, од бебешки денови до крајот на човечкиот живот, Бог е со нас. Тој не прати јазвели, ке ви помагам и ке ве избавувам. Па еве и денеска, во овој ден, Господ ветил дека ќе биде со нас и му благодариме што не разбуди. Ете, сме живи и здрави и го трошиме веќе и овој ден кој Господ ни го подарува. Одиме сега повторно со песна. После ова детска песна, почитувани гледачи, ние се враќаме во нашата програма. Вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Емисија Разбуди се, која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Би сакал да ви поздравам сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Имаме гледачи секако најмногу од Македонија, од соседството, од Србија и од другите поранешни републики на Југославија, што се вели, потоа имаме од Германија и од други делови на светот. Сите се добре дојдени во нашата утринска програма. Продолжуваме со рубриката Вести од светот и Македонија. Денеска навистина имаме прекрасни вести кои ни доаѓаат од Камерун. Стано збор за две личности кои биле слепи и затоа насловот е Надеж за луѓето кои се слепи. Бог ги сака сите, и слепите и оние кои гледаат, затоа што сите ние сме синови и керки на големиот Бог. Да видиме што е тоа што се случило во Камерун, е толку интересно, па ќе ги пренесам и овие вести кои се поврзани со две личности. Евангелистот Лаик Козма имал неочекувана средба со човек кој бил слеп додека се подготвувал да одржи евангелски состаноци во Дуала, најголемиот град на западноафриканската земја Камерун. Човекот му рекол на Козма: ако имаш во план некој мисионски проект во животот, тој план би требало да биде насочен кон луѓето кои се слепи. Навистина, мора да признаеме, па и во кај нас, во нашата земја, па и во светот, оние луѓе кои се слепи, како да се на маргините на општеството, немат соодветни патеки, имат многу пречки, или они кои се инвалиди, кои се со колички, немат пристапни патишта, например, до банка, до управа за приходи, до пошта, така да имат проблем, па и слепите. Па еве, и затоа овој човек вели, ако имаш во план некој мисионски проект во животот, тој план требало да биде насочен кон луѓето кои се слепи. Овие зборови одзвонувале во умот на Козма. Таа ноќ сонувал сон во кој разговарал со слеп човек. Следното утро тој се прашувал дали сонот е поврзан со човекот што го запознал претходниот ден.
Тој ден додека продолжил со подготовките за евангелските состаноци, сретнал уште 10 слепи луѓе. Таа ноќ сонувал дека се наоѓа на фудбалски стадион полн со луѓе кои биле слепи. Кога се разбудил, почувствувал дека можеби Бог го повикува да работи со луѓе кои се слепи. Тоа било во 2014 година. Денес Козма надгледува група од 350 слепи луѓе. Тој им проповеда, им изнесува искуства на луѓето од Библијата, им помага во исполнувањето на нивните социјални и образовни потреби. Неколкумина меѓу нив се крстиле, еве нивни приказни. 2 нивни приказни. Аполинер, така се вика првиот пример, односно првиот човек. Аполинер е механичар кој работел речиси 20 години за француски производител на автомобили. Во 1990 година почнал да има проблеми со очите и неговиот вид постепено се намалувал, за најпосле во 2004 година да го изгуби од видот и работата и видот. Значи го изгубил видот, а со тоа и работата. Седејќи дома, тој поминувал многу време слушајќи радио. Една сабота навечер тој слушнал имитување на адвентистичката емисија Пишано е. Козма зборувал на едночасовна програма за слепи луѓе, ги повикувал слушателите да дојдат во црква во сабота наутро. Тој понеделник Аполинер отишол во радиостаницата за да го најде Козма. Еден техничар му рекол дека Козма работел во болница во текот на седмицата. Така Аполинер отишол во болницата. Таму го нашол Козма и двајцата се договориле да се сретнат во црква во сабота. Отогаш Аполинер продолжил да оди во црква секоја сабота. По некое време тој се крстил и станал член на адвентистичката црква. Денес Аполинер има 58 години и вели дека му е мило што може да присуствува на богослуженијата со луѓето кои го сакат Бога, кои заедно го слават, и со луѓето кои се слепи. Бев воскитен како Бог ги води луѓето да ги пронајдат и да се грижат за оние кои се слепи, вели тој. Општеството главно не отфрла. Така да ова било искуството на овој човек. Втората личност за која сакам да зборувам овутро, почитувани гледачи, е Флора. Кога Флора имала 32 години, почнала да чувствува силни главоболки. Никош немала проблеми со очите, но за 3 месеци целосно го изгубила видот. Флора се чувствувала отфрлена од општеството, изолирана дома, таа почнала да слуша радио и особено емисијата Пишано е. Вниманието посебно ја привлекла програмата што ја водел Козма. Флора од секогаш гледала на Исуса како на човек свештеник, на некој од кого може да побара помош кога би имала проблеми. Меѓутоа, додека ја слушала емисијата Пишано е, дознала за Исус кој може да го промени животот на луѓето. Дознала дека адвентистичката црква ги цени луѓето кои се слепи и дека во сабота за нив организира служба. Одлучила да оди во сабота во црква. Како што поминувале месеците, таа повторно почнала да се насмевнува и да се чувствува среќно. Кај неа растела желбата да ја сподели својата радост со другите. Таа исто така била крстена и се приклучила кон адвентистичката црква. По извесно време Флора запознала верник во црквата кој сакал да се ожени со неа. Неговото семејство се спротивставувало на тој брак, но тој ги прашал: да сум слеп, зар не би сакале да можам да се оженам? Кога тие потврдиле дека би го направиле тоа исто така, тогаш дозволете ми да се омажам за Флора. Двојката се венчала во 2022 година. Денес Флора има 40 години и ги поучува слепите луѓе како да користат компјутери. Сепак најголема радост и причинува тоа што може да им зборува на луѓето дека Исус ги сака и дека никој не е отфрлен, дали е слеп или дали гледа. Јас сум личност која е слепа, но живеам радосен живот, вели таа. Имам место во светот и ништо не ми недостига. Швајцарскиот мисионер М. Косендам, кој во 1963 година
ja osnoval radioprogramata píšeno je vo Kamerun bil pionir na crkovното дело во Камерун, а во текот на својата 50-годишна работа во оваа земја низ цела Африка основал стотици црковни училишта. И затоа, еве, од Камерун, браќата и сестрите кои веруваат во Бога, благодарат на сите прилози, на сите средства кои верниците ги собираат од целиот свет, за да им помогнат да се основат училишта, црковни училишта, да се изградат пристапни патишта, пристапни прилази, приводи до школи, до цркви, до поште за слепите, да се отпечатат посебни книги за слепите, да можат тие, знаете, имат посебно писмо, со прстите тоа тие го читаат, за да ете и тие луѓе кои се слепи физички, но духовно да им се отвори видот и да го запознаат Господа. Еве, тоа беа тие две кратки искуства, почитувани гледачи, на слепи луѓе во Камерун кои го запознале Господа. Продолжуваме и понатаму со нашата програма. Ке следува сега уште една песна, потоа останете со нас, почитувани гледачи, споделете оваа утринска програма со ваши пријатели, да можат и тие да не следат. Одеме сега со песна. Продолжуваме со нашата програма. Почнемо гледачи, ја следите утринската програма, емисијата Разбуди се, која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Следува рубриката Порака од Библијата. Во наредните неколку минути би размислувале на тема како да живееме во време на криза и на неволи.
Последните неколку денови, веќе 11-12 дена сме бомбардирани со информации, со лоши слики кои ни доаѓаат од Израел. Значи, тоа парче што некои го нарекуваат света земја, еве се случува војна. Ние знаеме дека не е веќе света земја, било некојаш место кај што навистина живел Божиот народ, израелците, но знаеме дека во текот на историјата Бог рекол дека нема повеќе привилегија во смисол израелците се како и другите останати народи. Да, тие ја добиле вистината од Бога, но на жалост не го до крај не оствариле Божјата промисла, Божјиот план за спасение на сите луѓе. Значи, како да живееме во време на кризи? Пред година-две бевме сите опфатени со онаа мисла за коронавирусот и сега повторно се појавува во некои земји, повторно некои забрани, но можеби не во тој однос како што беше пред некоја година. Но сето тоа допира до сите нас, почитувани гледачи. За сите нас тие промени на ограничување, знаете, пред некој време имавме ограничување, не смеевме да излегуваме од домовите, не се патуваше или под посебен режим и така натаму. Луѓето беа одвоени, оттугени, се појавува некоја несигурност и така натаму. Се промени во нашите така наречени нормални животи што ги имавме порано. Но, на жалост, некои тоа го одбиваат да го прифатат, да се помират со тие ограничувања што ги наметнуваат овие кризи кои се појавуваат во светот. Без разлика дали ние веруваме во Бога или не, сите сме ние погодени од кризите кои се натрупуваат и навалуваат на општество. А од друга страна, добро знаеме дека кај Бога нема никогаш никаква несигурност или нестабилност. Тој е наша чврста карпа и тврдина каде што секојаш наоѓаме за солниште, како што вели апостол, односно псалмистот Давид во 18 глава во 2 стих. Значи, без разлика ни с какви проблеми поминуваме, Бог треба да биде постојана наша заштита. Овој насилен прекин во нашите животи покажува колку ние имаме вера во Бога и во тие тешки мигови низ кои сме поминувале или ќе поминуваме. Колку сме зависни од Бога, бидејќи очигледно е дека сме безпомошни сами да се соочиме со кризите кои наидуваат во нашиот живот. Можеби ова криза што беше во минатото и она што ќе дојде во иднина, до некаде можеби ќе уништи нашата гордост и ароганција. Бидејќи во минатите години, кога беше коронавирусот, знаеме дека големи фирми беа затворени, големи авионски компании, многу луѓе кои се удара во своји гради, беа едноставно блокирани и луѓето не можеа да излезат од дома. И затоа да го молиме Бога, почитувани пријатели, драги гледачи, во тие тешки моменти да не ја изгубиме верата во Господа. Кај нас овде, па и секаде во светот, секојдневно слушаме приказни за болни луѓе, за големи жртви, затворени цркви, затворени фирми. Луѓето остануваат без работа. Сега во последно време криза на храна. Се е поскапнато. Интересно, гледате, тој како од некој центар да се раководи. Не само војната во Украина, во Русија, што предизвика да има недостаток на жито, меѓутоа знаеме дека Украина не е единствената држава која произведува жито. Има во светот толку житници, Австралија, Америка, жито доди се фрла во морињата што не може да го употребат, меѓутоа се предизвикува вештачка криза, да се луѓето чувствуваат несигурни дека зависат од некој си таму кој управува со нивните животи. Гледате, се поскапнува, сето тоа е поврзано како од некој центар да се држат тие нишки и луѓето едноставно зависат од таа група на луѓе кои управува со човештвото. Но во ова време на кризи, сепак јас ве повикувам, драги пријатели, да останеме цврсти заедно со Христа повеќе од кога и било. Да се молиме еден за друг, да ги споделуваме нашите искуства и идеи за добри реакции, постапки во ова криза. Значи, како што Библијата вели, нека Исус биде центар на нашата служба за другите, нека нашите постапки сега зборуваат погласно за Христа отколку нашите зборови. Бидејќи зборуваме за реакција во ова криза, тие треба да бидат добри секојаш да го водат Божиот народ во акција, да бидеме охрабрени да го прифатиме овој единствен предизвик што Господ ни го дава во ова време на кризи.
Ima 4 krajno negativne reakcije koje može da ги има Божиот народ, а ние не сакаме да ги примениме. Но сатаната сака да не фати во оваа замка, да предизвика страв кај нас и постојно да не држи во некоја неизвестност. Прво да ги погледнеме негативните реакции, потоа ќе ги погледнеме и позитивните. Првата замка на сатаната е негирањето и одбивањето да го прифатиме фактот дека она што ни се случува сега е вистина. Може да се однесуваме како ништо да не се случува, како тоа да не засега и да не се грижиме за другите. Можеме мислиме дека сме доволно млади или силни со имунитет и дека најлошото нема да не се случи, но сепак на крајот на краиштата не ни се допаѓаат властите или некој друг да ни кажува како да ги живееме нашите животи. Не научивме да ги слушаме другите. Ние сме попаметни. Тоа е првата замка во која ние може да влеземе. Но они кои размислуваат вака треба да им се покаже на Исус, кој во текот на својот земен живот се водел со сожалување и сочувство кон луѓето во секоја потреба. Мораме да запомнеме дека доблеста на смирението, кое секојаш оди со сожалување, е да не се мисли повеќе или помалку за себе, но воопшто не се мисли на себе, туку на другите. Некој рекол дека понизноста е доблест, што ја губиме кога ќе дознаеме дека всушност ја имаме. Го следиме примерот на Исуса кој што вели во Филипјаните, каде што Исус се испразнил себе си. Тој не мислил на своето, туку на оно што е наше, и тоа е нашето спасение. Таму вели Исус се помирил, односно се понизил до смртта на грешниот човек. Втората крајност во оваа тешка ситуација е стравот. Некои можеби се плашат од оваа ситуација длабоко во себе, додека другите можеби паничат. Некои натрупуваат храна да имаат за неколку години, копаат ровови тамо да се сокријат ако дојде до нуклеарна војна и така натаму. Стравот од непознатото може целосно да не парализира, почитувани пријатели, и да престанеме нормално да функционираме со животот. Овде ни помага настанот кога Исус ја смирува бурата. Знаете, тоа се случило додека Исус бил на оваа земја, а Марко го запишал во 4 глава и може да читате таму кога Исус им вели маловерни на учениците кои се плашиле да не бидат потопени со нивниот брод. Исус е суверен Бог и тој ги смирува сите бури во нашиот живот. Зошто е тоа така? Затоа што токму Исус беше фрлен од праведниот небесен Отец, односно испратен од небесниот Отец од небото да дојде на оваа земја и го знаеме неговиот пат. Тој го осуди гревот на крстот и не излекува, би рекол, не спаси, плати голема откупнина, на крајот воскресна како победник. Да не се плашиме, туку да проникнеме Евангелието кој го имаме, да го шириме меѓу луѓето како радосна вест дека да го победат стравот, бидејќи овде сме гости, Исус ќе дојде, ќе направи крај на сите проблеми. Потоа доаѓа она крајност на контролата, односно дека сме начелно на секоја ситуација во која се наоѓаме во животот. Факт е дека ние не сме господари на својот живот. На жалост, некои сакат над нас да господарат и затоа се случуваат такви нагли, големи промени во животот. Господар на нашиот живот е само Бог, може да биде никој друг. Постои уште една крајност, а тоа е, може би во такви тешки моменти, да станеме премногу ревностни за Господа. Некој мисли дека сега е време како христијани да одиме против сите забрани, против сите правила кои некои држави ги воспоставуваат. Секако не можеме со зид да рушиме глава. Треба да ги прифатиме правилата, законите во местата каде што живееме. Секако тие закони додека не се судрат со Божите закони. Да не бидеме премногу тврдоглави, да се спротивуваме на тие правила кои се воспоставени во местата каде што живееме. Таквата лажна ревност без разум може да биде спротивна на нашиот духовен живот. Еве, може да прочитаме во Новиот Завет, каде што Павле вели да ги почитуваме властите, зашто властите се од Бога. Значи, се до оној момент, додека тие власти не издадат закон кој се спротивува на Божиот закон, како например против 4-та заповед, која ќе бидеме принудени да работиме во сабота, тогаш ние повеќе на Бога ќе му се поклониме отколку на човечките закони. Но дотогаш ние треба да ги почитуваме правилата, законите на државата во која ние живееме. И затоа, драги
Приятели, во сето тоа, во сите тие стравови кои се појавуваат и кризни времења, ние како христијани треба да бидеме луѓе на молитва. Молитвата е нашето духовно дишење во ова време на криза. Таму во Лука 18:1 може да читате, таму вели ако не се молиме, ние ќе бидеме скршени, ќе се колебаме. Во оригиналниот јазик значи да бидеме чврсти, да не се онесвестуваме. Духовната несвестица не е добра во време кога треба да бидеме духовно будни. Во овој ескатолошки контекст Господ вели дека Бог ќе ги брани своите избраници кои му викаат ден и ноќ, кои се молат всушност ден и ноќ. Се разбира, сето тоа го применуваме во нашиот контекст на криза и нашата вера, односно доверба во неговата праведност. Ова не е споредба, значи, со нешто друго, туку во време на криза треба да бидеме будни, треба да бидеме истрајни и секако да му веруваме чврсто на Господа. Што е да се случи? Да бидеме секогаш на страната Господова. Еве, тоа беше ова моја порака за ово утро, почитувани гледачи, значи како да се однесуваме во време на криза. Да се препуштиме целосно во Господови раце. Библијата вели во Матеј 24 глава, ке има војни, не може ги спречиме војни, тоа е пророштво. Но секако во тоа време на кризи Бог да ги сочува своите, да не сочува сите нас и да ни даде силна вера, да не клониме, зашто токму во време на криза сатаната сака да не обесхрабри, да не разочара, да дојдеме во некоја монотонија, малодушност, како што рекове на почетокот од емисија, кога човекот е малодушен, не му се живее, не му се работи, едноставно во една депресија пропаѓа, а во таа депресија човек знаеме што може да направи, да си крене дури и рака на себе. Но Господ ветил, јас сум со вас до крајот на векот, на твојот век и на мојот, до крајот на нашиот живот. Ете, тоа беше поракава како да се живее во денешно време на криза. Продолжуваме сега повторно со песна. Si te dela tvoj čudesni
се поклонува пред него. Пеам од радост ја за тебе, Боже, тебе те слава, мој Господе. Мојата надеж во тебе ја полагам. Слави го Бог од се срце ти, моќен и возвишен цар над се. Планините и морињата се поклонуваат пред него. Пеам од радост ја за тебе, Боже, тебе те слава, мој Господе. Мојата надеж во тебе ја полагам. Мојата надеж во тебе ја полагам. Мојата надеж во тебе ја полагам. Депресија. Од мизерија до победа. На Абрахам не му била непозната депресијата. Неговите меланхолични тенденции заедно со сиромашното детство, неуспешните работни места и неостварената љубов само укажувале на поразот. Еднаш дури рекол: јас сум најбедниот жив човек. Ако товарот што го чувствувам се делеше подеднакво меѓу сите луѓе, нема да има ниту една весела личност на земјата. Винстон доаѓал од привилегиран дом со секоја материјална вредност и предност. Сепак неговиот живот бил оптоварен со болести, несреќи, лоши оценки и недостаток на љубов. Неговиот ремнодушен татко еднаш прорекол дека Винстон на крајот ќе дегенерира во излитено, несреќно и празно постоење. Според неговите зборови, Винстон се борел со демон, депресија, долги години, а понекогаш се чинило дека зборовите на татко му ќе се остварат. За среќа, депресијата не мора да биде крај на ниедна животна приказна. Аврам, чие целосно име било Абрахам Линколн, тој ја надминал депресијата и станал еден од најпочитуваните председатели во историјата на Соединетите Американски држави. Битката на Винстон со депресијата можела да биде последната глава во тој тажен, осамен живот. Но Винстон Черчил се издигнал на неговите околности како премиер на Англија. За време на Втората светска војна ги надминал собствените внатрешни предизвици. Против застрашувачкиот противник, речиси постојано исмеван, против се, ги опремил британските трупи да го поразат третиот рај во Европа. Неговото познато мото станало: никогаш, 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 никогаш. Во ништо мало, големо или неважно, никогаш не попуштајте освен пред убедувањето на честа и здравиот разум. Овие благородни примери ни кажуваат приказна не само за поедини луѓе кои победиле против се, туку и за величествената моќ на човечкиот мозок повторно да се опреми и преобликува според она што учи и на начинот како да се грижиме за него. Статистиката ја кажува приказната дека ако страдате од депресија, не сте сами. Клиничката депресија има висок процент, што е опасно повеќе од 20 милиони возрастни и 3 милиони тинеџери во Соединетите Американски држави. Поблагите форми уште повеќе се пораспространети, може да кажеме, кои ги зафаќаат сите возрастни групи. И затоа, почитувани гледачи, фактори на ризик за депресијата вклучуваат семејна историја,
Медицинско здравје или состојба на менталното здравје, нерешена вина или гнев, немање цел, социјални фактори и фактори на животната средина, исхрана и начин на живот. Да наведеме само неколку. Нил Нидли, доктор на науки, автор на книгата Излегување од депресијата, наведува дека е многу важно да се најде причината или причините за вашата депресија. Решете што е можно повеќе променливи причини со посветување внимание на исхраната, начинот на вашиот живот, социјалните фактори, навики на мислата и духовните потреби. Важноста да се побара квалификуван лекар е многу важен фактор и затоа грижата за депресија не може да се пренагласи. Прилагодување и намалување, например, на лековите мора да бидат надгледувани од квалификуван здравствен работник. Не можете вие тоа сами да го правите. Чувството на празнина, недостаток на мотивација, замор и депресија може да се вовлечат во животот на било кој. Но продолжената депресија која не попушта ја онеспособува личноста. Но сепак добра вест е дека дури кога луѓето се склони кон депресија, постојат многу фактори кои може да се приспособат, менуваат и контролираат. Да видиме сега за исхраната и депресијата. Алкохолот, например, пушењето, кофеинот го зголемуваат ризикот и симптомите на депресијата. Тоа го прави и исхрана богата со рафинирани масти и сладка храна. Помошта се наоѓа преку исхраната богата со свежо овоше, зеленчук, мешунки и цели зрна како кафеав ориз и овесна каша. Оревите и ленено семе, кои содржат омега-3 масти киселини, го подобруваат здравјето на мозокот и расположението. Пиењето 8 чаши вода дневно наместо за сладени пијалоци заштедува пари, но исто така го подобрува расположението и ја зголемува моќта на мозокот. Ниско ниво на витамин B12 и D се поврзани со депресија. Можеби ќе сакате да ги проверите вашите нивоа преку едноставен тест на крвта. Хранливата исхрана ја подобрува хемијата на мозокот, обезбедувајќи енергија и ги намалува соединението на стрес. Му дава факти за растот на мозокот кои ги подобруваат нервните врски на мозокот. Тоа значи поголем капацитет за учење, решавање на проблеми и борба против депресијата. Вежбите, тоа удара по вашата глава. Во позитивен смисол, вежбата е главен фактор за облажување и спречување на депресијата. Тоа предизвикува структурни промени во вашиот мозок, кои ги подобруваат функциите на мозокот, дури и во случај на тешка клиничка депресија. Вежбањето ја намалува анксиозноста, го подобрува вашето внимание, креативноста, решавање на проблеми и го намалува стресот. Брзата 10-минутна прошетка може да го подобри вашето расположение дури за 1 час. Секојдневното вежбање е наречено најмокниот антидепресив кој му е познат на човекот. Тие докази покажуваат дека вежбањето буквално го стимулира производството на нови нервни клетки во вашиот мозок. И затоа проверете ги негативните мисли. Во голема мера имаме можност да избереме како ќе го размислуваме и како ќе се чувствуваме во некоја ситуација. Донесете одлука да се фокусирате на решението наместо на проблемите. Гледайте ги тешкотиите како можност да стекнете сила во споредба со предизвиците. Што е најважно? Негувајте благодарност, оптимизам и верба во Бога во ситуации што не можете да ги промените. Соодветен одмор секако е потребен. Соодветниот одмор е воспоставување дневна рутина им помага на мозокот и телото да функционираат хармонично и да го намалат стресот. Негување социјални врски,
одвојување време за Бога и животни навики кои го вклучуваат слободното време и работни навики, сите имаат влијание врз постојано менување на структурата, функцијата и метаболизмот на вашиот мозок, кој секогаш се менува. Почитувани гледачи, секој се соочува со неволи, грижи, несигурност и тага, но тоа не мора да биде се. Извештаите во Библијата ни покажуваат дека среде тешкотиите Бог е таму за да обезбеди мир, удобност и насока. Те викам од крајот на земјата, кога моето срце ќе попушти, однеси ме на планина, каде не можам да се искачам. Верувам дека ќе ја видам Господовата добрина во земјата на живите. Надевај се во Господа, биди слободен. Нека биде цврсто твоето срце. Надевај се на Господа. Почитувани гледачи, Исус вели, дојдете кај мене сите уморни и оптоварени, и јас ќе ве одморам. Божите ветувања се сигурни. Проверете ги сами во неговата реч, Библијата. Испитај и види колку е добар Господ, блажен е човекот кој се надева на него. О Господи, Господи, Ти ги создаде небото и земјата со голема сила, со подигната рака. Тебе ништо не ти е невозможно. Silen Bog,
Драги гледачи, вие следите утринската програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве полека се ближиме кон крајот на ова наша емисија. Би сакал во наредните неколку секунди да ви ја покажам и да ви рекламирам книгата Духовна кондиција. Една убава книга, малце може да кажеме филозофска, но сепак поучлива, секако е на српски јазик, латиница, бесплатна е. Доколку ни пишете на нашата адреса и посакате да имате, ние ќе ве испратиме по пошта, имаме само уште неколку парчиња, така да бидете брзи, од Мирослав Пујич. Значи, книга Духовна кондиција. А вие кои се уште немате набавено Свето писмо, Библија, ние ви стоиме на располагање да ви подариме убава книга, Библија, Свето писмо и тоа бесплатно. Доколку ви имате Библија, може би ја читате и не разбирате, затоа на располагање ви стои дописната библиска школа, Библијата зборува .mk. Значи, ако сакате да ја проучувате Библијата и некој да ви помогне, слободно пишете на ова адреса, значи во вашите компјутери напишете Библијата зборува.mk и ќе влезете во самата дописна библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама за дописната школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Тоа беше рекламата за дописната библиска школа. Сега сакам да ве известам, почитувани гледачи, сите кои сакате да присуствувате на есенскиот собор на адвентистите во Република Македонија, тоа може да го сторите на 28 октомври, собор кој ќе се одржи во Неготино, во Домот на културата во самиот центар на градот. Значи, на 28 октомври, со почеток во 10 часот во салата Ацо Ѓорчев, значи во центарот на Неготино, во Домот на културата, со почеток во 10 часот ќе се одржи собор за сите адвентисти, присталици, симпатизери на адвентистите. Значи, секој кој ќе посака може да дојде и да присуствува на овој отворен собор за сите оние кои сакат. Предпладне со почеток во 10 часот, а попладне ќе биде во 14 часот, така да темата ќе биде за пророците, дали може се уште да им веруваме на библиските пророштва, и овде имаме текст кој е од Библијата: верувајте им на пророците, негови ќе имате успех. Затоа уште една покана има, значи уште неколку денови, пријавите се кај вашите пастори, да ја знаеме бројката, од прилика колку нас ќе бидеме присутни. Ќе имаме посебен гостин говорник, тоа ќе биде Радиша Антич, доктор по теологија, кој е искусен човек, тој ќе држи главна порака и ќе имаме можност да поставуваме прашања во врска со пророци. Затоа уште еднаш ви поканувам да планирате и да бидете не сега во сабота, а на другата, значи на 28 октомври. Да ја видиме сега и рекламата за самиот собор. Почитувани пријатели, ви покануваме да присуствувате на есенскиот собор на Христијанската адвентистичка црква, кој ќе се одржи на 28 октомври, сабота 2023 година, во големата сала на Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино, со почеток во 10 часот предпладне и 14 часот
popladne. Мотото на овогодишниот собор гласи: верувајте им на пророците негови и ќе имате успех. Гостин на соборот ќе биде доктор Радиша Антич од Србија. Ве очекуваме. Еве, полека дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма. Почитувани гледачи, ви благодариме што бевте и денес со нас и посакуваме да имате благословени, пријатен ден и пријатна седмица и ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, да се видиме и во наредната среда. Овде гледам една наша гледачка, ја посакува книгата, мора да напишете адреса, за да може да ви ја испратиме или да ви ја доставиме до вашата домашна адреса. Уште еднаш благодарам за вашето внимание, почитувани гледачи, останете со здравје, Господ да биде со сите нас и довидување до следната емисија. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.